Човекот што го фрлил алтанчето во Стамбул. Чита Александар Станојков. Отишол еден човек во Стамбул со ниет да печали пари и да се научи турски. Со прво влегување во Стамбул нашол едно алтанче на пато. Уште не сум влегол во Стамбул, ме зајадо алтаните. Ами кога ќе влезам, кој знае колку алтани ќе најдам. Ете, како што ми велеа луѓето во Стамбул, толку пари што има, што дури по патиштата се растуруваат. Како може да нема многу пари кој сечи царо овде? Така се богател човеко со умо и го фрлил алтанчето што го нашол, чунки малко било. Влегол во Стамбул, прошетал по чаршија, по мала, гледал по земи да види некој алтан фрлен, нигде не нашол. Дошто имал пари од дома си и поарџил на Ано кај што бил кондисан. Од која видел анџијатот и немал пари, го истерал од Ано. Која видеот и го истераа, отишол прво да го бара алтанчето што го нашол, кога идел во Стамбул и го фрлил. Барал, пустил, не го нашол. Бреја собрал сета песок, та ја одсеал со решето арма, ама алтанчето не го нашол и се вратил во Стамбул. На среќа видел една вурна кај вадат леб. Еве вурна кај го фрлаат лебо со лопата, како што ми велеа кај нас, си рекол сам со себе и посигнал да земи еден сомун. Видувајќи го вурнаџијатот и зема сомун, го траснал со рачката од лопата. Трас чини порака и го остаи сомуно на тезге. Нема за мене овде леб, си рекол сам со себе и си ја опрел за навилјает. Дојдувајќи си дома, му ошле пријатели на добре дошол и да го прашаат како поминал таму. Као пците на Василица сум поминал, пријатели, му рекол. Така сум ти поминал. Стамбул парите и врлеле по сокаци и ми велеа, која бев овде. А па која појдов тамо, ниту жолтак не сум ти нашол. Стамбул сомуните и врлале со лопата ми велеа, земи си, јади си. А пак ако постигнеш да си земиш со рачката од лопата, ќе ти ја скршат раката. Да, така. Стамбул пари нема расфрлени при се што таму и сечи царо, му рекол еден пријател. Арно пари не спечели, ами турски барем се научи? Елбете ќе се научам кога сум бил во Стамбул, му одговорил. Кога знаеш турски, му рекол, топол леб као се вели по турски? Топлио леб се вели саџак екмек, му одговорил. Браус го погоди, ами студенио леб као го викаат? Студен леб никогаш не сум јал да го знам како го викаат, му одговорил стамбулџијата. Лајното да ми прошташ, као го викаат? Му рекол пријатело. Право што е право, не ми текнува као го викаат, санќим на јазико ми е, ама ете не можам да го погодам. Остај тоа, ами влакното, као го викаат? Му рече пријателот. Влакното, ајлем, ќе го викаат, ја влакнеш, ја танкнеш. Ами камилата, као ја викаат, која знаеш? Му рекол пријателот. Камилата треба да ја викаат, ја кривошија, ја кривоврата. Браво, со тија погоди, ја не. Биоло као го викаат по турски? Му рекол пријатело. Колку за биоло, не знам, пријателе, чун ќе го стина од чотек еден биол да си го каже името и не си го кажа, да, од тоа не знам како го викаат, му рекол.